Добар ден. Денес во студиото на ЕФџ кулинарското училиште повторно предизвикот Рататуи. Со нас се Ема, Данило, Александар и Дејан. Ќе се борат за награда од 1.000.000 денари. Двајца одат во елиминација, двајца продолжуваат понатаму. Некој тенџериња ќе се крчка нешто. Никако да искрчкам нешто, ама сакам нешто со кутлаче и лажица да тропне. Па мислам дека би направил тестенини. Онака од нула да ги направам кој што сакам и кој што знам. Би избрала нешто можеби што би се додало не шеќерче малце во него. Нешто блашко, не сме правеле ништо блашко. Стварно немам идеја, не знам што. Веќе мислам дека ги пројдовме сите и предјадења и јадења. Стварно немам, можеби ќе биде некое специјално јадење што не го знаем. Предизвикот за денес, Рататуи. Готвил некој? Знае? Не. Јадел некој? Не. Значи се среќаваме прво. Ќе биде интересен предизвик, што бараме? Чисти стајници, културни тањири, разноврстни бои, но пред се вкусни. Накратко ќе дадеме мал вовет околу темата, но пред се да ги најавам денешните судии. Средна жалост. Како времето назад. Не знам, најверојатно средно жалосно ќе биде. Може во тек на емисијата да добијам некој елан, што не верувам. Ама супер сум расположен. Ќе дам се од себе, како и секогаш. Ќе видиме денес. Мислам дека емоциите ќе ги ставам во втор план. Како што кажав, денес Рататуи. Тука е Зоки, ќе ви објасни на кратко што да направите, како да направите, најдобри совети. Останатото е на вас. Дечки, прво да ви посакам среќа на сите. Нели, правиме рататули на класично француско јадење, составено од различни врсти на зеленчук. Во оваа епизода ќе гледаме многу на техника. Значи, прво мизен плас, колку ќе си ја приготвите станицата, затоа што рататулито е обработка која што се прави во смисол на составување и завршување во печка. Значи, колку брзо ќе си го направите вашиот мизен плас, ќе детерминира многу, значи ќе добиете многу поени во тоа поле и нели нормално на крај вкусот ќе си одлучи све. Се работи за јадење кое што има доматна база и мешан зеленчук кој што се реди врз таа доматна база и се пече во печка. Нормално ќе си искористите ароматизери кои што вие мислите дека треба да ги искористите во вашиот сос, во вашиот доматен сос, кој што ќе се надевам на крај ќе дадат еден потпис на вашето јадење и ќе би го донесат успехот во оваа епизода да поминете понатаму. Јас само да напоменам, немој да заборавате чисти стајници, што помалку отпад и убаво сервирање. Тањерот да биде културен, убав. Тоа мислам дека ќе биде половина исто така од изработката. Како што спомнав, да ги најаваме денешните судии. Наши драги колеги, најпрво Димитар Блажевски, голем дел од ЕФџ кулинарското училиште, мала аплауз за него. И господинот Зоран Богдановски, шеф на кујна во ресторан Ријас. Надпреварувачи, дали сте спремни? Да. Вашите 60 минути почнуваат сега.
Данило, најде ли ја бара? Да. Дали сите имате план кој што прави? Замислено порцијата до крај, како ќе се сервира, како ќе излезе, во што ќе се сервира? Имаме, да, би требало да имаме. Веќе навлагаме во еден систем кај што и сами од себе гледаме задоволство, незадоволство, подобро, полошо, така да ќе видиме како ќе биде. Да, притисокот е поголем. На притисок убаво се работи, вајле. Овде на притисок 2 пати утнав од професионалци. Тотури стави. Не бе, шо не бе, чекај поле. Како се осеќаш? Немој да направите преводен кончин. Тоа звучи за певат? Да. По-сейф варијанта е така. Јас се сакам гледам да експериментирам, ама некако Денеска не ти е да не ми експериментација? е денеска. Ставам само да се чуам. Ќе ги блендираме до душа, ама Тоа зошто? Зошто го беше? Историкон Ти за си уштедиш на време, а нема да добиеш слободно да стај си. можеше да ги измреш. да. Ти се распадна ту крчка, не Точно, пусти му управо даеш еден бленд, а само ти се уштедиш. Ова нема да го броим. За кој ароматизери се одлучи? За сосот? За какви ароматизери се одлучи за сосот? Едноставен ги Лукче стави? Да, стави. Добро. Лукче малце го Некоја зачинска билка ќе користиш? босилче, мајчина душичка. Добро. Може да ставиме малце винца. Отпосле? Сега. Добро. Внимавај, треба да биде изредуцирано, така? Да раскажам, денеска наваму кога доаѓа врнеше, не време ме фати, тоа малце ми ги оттргна мислите од емисијата и си реков сама на себе дека нема да мислам наваму кога ќе доаѓам на емисијата, дека така баш ќе отидам неспремна, дека нема да експериментирам, дека секи си правам како што треба, не знаев што ќе се спрема. И кога дојдовме овде ни кажа како ќе готвиме рататуи. Првичната моја реакција беше воодушевена, затоа што тоа ми е еден од омилените анимирани филмови. Може би и на врв ми е. Во оваа група никој не ризикува, сите си правиме со пелат. Искрено до сега убаво мириси. Како? И до сега убаво мириси. Лукот го има насекаде. Во сите варијанти. Гледам дека Данило нешто прави поразлично со морков. Па сега да го збогати веројатно сосед малку, да му даде твист. Колку што можам да сконтам, го праша дека а у принцип можеш и да на период морков, да си малку, ама друг е леволот.
да не биде класика онака, Да, да, да. тој него да малку некој твист. Не знам, ризично е, ќе видиме. Али може и да биде нешто што ќе го одвои од сите други. Така да. Пак да си сигурен рецептот па да напробаш варијанта нека. Они сега сигурно сум се мачал да го направат да испадне рататуј, да не биде џувеч. Да. Дејан тоа доволно соски ќе биде? Па немаш сос тука. Испари сосот. Слободно, Внимавај. не со лажица. Слободно историмо така. Како се беа оваа група? Имаме некои поекспериментални рататули денеска. Мислам дека ќе вкусиме нешто поразлично од претходната група. Многу е битно менажирањето на време. Дали ќе почнеш прво со зеленчукот или ќе почнеш прво со сосот. Зашо мандалинава не ја користите? Никој Не ја функционира, ја пробав, не е баш остро, не е остро. А тоа беше друг. Муа. Истапена, односно, може била остра, ама Ќе ви купеше многу време реално. охо, ептен многу. Тиквицата Може појачи ќе им иде ова, нема да биде трудно. Мене ми е готово рататули. Мислам, користите ги, затоа постојат тие помагала во кујна реално. Знае да биде зезната, треба пажливо со незе, поготово кога ќе се растепкаш. Ништо. Да има нокта некој во манзата. Ќе отиде малку. На гитара нема да може да свири. Не, ќе Време стално има повеќе отколку што мислиме и тука се прави некој притисок. Време немаш, прави, праше, ништо не прашува. Баре јас не сум прашал до сега во ниту еден наврат. Ни што треба, ни како треба, него old school, вах, праволинески, до крај. Веќе станува доста искрено да ти кажам. Организацијски добро изгледаат. И имаме четири различни соса имаме. Мислам дека ќе пробаме 4 различни врсти на рататули денес. Имаш кромидиш? А што знаете? Да, ја дебело многу. Добро, добро. Дека видов ти го зема, па. Немаш поголема лажица? Јам. Слободно користи. Сега дека што можеш да купиш време, купи. Макар и секунда, точно. Шеф, Стави го тавчето на плотна, а со како таа да тава излезам исторај. домата? Има некој правило? Па види, Вака, у принцип- Вака или по избор? Рататуј е Како би она, баш да- као да, воз да. наредено, Да. онак. Така да, Нама прашањето ми е одма дали замисли овака си го, или кај овака. зависи, ти ќе ја редиш, пошто и тоа на крај се оценува реално. Али гледат лека да добиеш нека симетрија, да се исти. Прво за готвење, второ за визуелен ефект. Јам пиперката си те секоја у крупчиња, ја би ја играл у коцка. Ако више иде. Уште го нека крчката бави се со зеленчук. Правилно зеленчук, друго си. Виде барем некоја слика како изгледа рататуј. Како да го декорирам? Не е декорирање, тоа ти е главно јадење во принцип. Идеш и ги редиш, направи воз, гледај визуелно,
Океј, да е по форма да дош. Оно треба да го најдам во него. Три пати можеш и така, можеш и така, да. Све оставаш на тебе, сега имаш подлога, дали све ќе плива, дали одозгоре ќе ставиш. Али да, у принципу ова тавче треба да го Треба најдеш. да се запече тоа, така? За да ти кажам, обрати малку пажња на зеленчек. Дали имаш доволно? Мене ми делува како да немаш доволно. Ако ти фали нешто, тука имам ја вишок сецкано од Данил. Овој ден. Пиперка може да ми фали. Ај, ова нека крчка. Не брзе. Обично на брзање се греши највише. Но изгледаш лесно на слика. Лесно е да кажеш или направиш. Емилија самоуверено. Браво. Не се познава паниката. Немаш време. Добро. Тоа е добро. Само на страна. Значи паничиш внатре во себе. Додека готвам, најверојатно да ме вади тоа што сум смирена. Сум ентузијастична, сум во паника, само сите чувства некако си ги доживувам во себе. Може би тоа би било добро за луѓето што се околу мене. Повеќе, мислам, подобро било отколку за мене. И за мене е добро, но за околината е подобро. Тиквица, модар домат, кромит, пиперка. Тиквица, модар домат, кромит, пиперка. И одиме. Маслинова е позади имаш таму. Можеш да го наредиш. Само Данила направи нека убава маринара со маслина и со зашто. И разгоре зеленчукот добро. Да. Горе, позади е това. Горе позади. Точно време. Ти си долу. Долу, према врат. Прво, према врат. Средувајте страници да биде чисто уредно и спремајте делот за сервирање. Ака пак. Точно. Ќе знае долу. Добро. Најдобро за себе си правам благо некако кога ќе влеземе во ресторани, кога излегувам, не слаби сме во сите градови, значи во државата, многу сме слаби со десерт, а јас сум бивши зависник од шекери. Многу ретко сега имам потреба да си каснам нешто така, да добијам желба за нешто благо, за добар десерт. И таму во тоа некако се пронаоѓам. Едно по едно. И ги изведе се. А изведе ги се. Лако везе. Тоа е моја. Ова е моје? Не, Пази. да. Ова е мој. Ова си ти? Жешко, пази. Ова е мој. Жешко, пази. Да, ова сум ја. Да. Ова сум јас. Пази. Големиот дел исто е и сега. Најбитно. Еден од најбитни. Еден од полека, внимателно, без врзање, имате доволно време.
Треба и визуелно тањерот да изгледа. Може да прашам. Ајде, може вака само да биде сосото или не? На свој ризик. На свој ризик. Само што е битно кај рататуи, мозаикот кој е реден, на крај во тањер да го видиме да го имаме. Да не е само зеленчук со сос како летна манџа кај нас. Пополека, замисли го во глава, па почни. Без да го замислиш не почнува. Ако треба и едно по едно вади ги. Добар факт само да истрае. Без брзање. Размисли што еднаш. Размисли што еднаш. Ја мислам, ако не изризикувам. Среќа ги прати храбрите. А? Среќата ги прати храбрите, викам. Убаво мирише. Пушти тањер до крај. И го изгледа само да издржи. Тоа е тоа? Yes. Може да запреме време и да пристапиме до делот со дегустација. Не е едноставно да отидеш во елиминација. Знаеш, од позитивна мисла вибра добра, идеш надоле малце, ама вајле ќе се исправиме и нема да се дадеме така лесно. Јас сум цело време спремен за елиминации и мислам дека така ми се готви, па идам во елиминации, па предизвикот ми е да се вадам и многу ми е појако кој се извадам. Ништо со девизата одиме понатаму, да се трудиме што повеќе и друго нема. Дали би било страшно сега ако отидам по елиминации? Најверојатно. Страшничко малце станува. Надпреварувачи, дело со дегустација. Убаво изгледаат тањерите, шарени се, надевам дека се и вкусни. Данило, повели прв, објасни збор 2 за тоа што ни спреми. Па, прв пат правам рататуи, се надевам дека го направив кој што треба. Сега мала ми искочи порцијата, ама доволно го зачинив, направив сос со морков, пелати, кромит лук. Зачини. Се надевам дека ќе ви се допадне на вкус. Сосот беше убав, сега ќе видим и зеленчук. Како мислиш мала да се спадна порцијата? Па не, само тоа е што го направив. Требаше повеќе? Може би подругачие го сервират. Ја мислам дека е поишак доволно. За порција имаш реално доволно. Ти имаш најголема порција. Да. Начин на ама е сервирање тенка. е друг мали. Добро. Дали го проба на зачин? Добро? Го пробав, да. Ќе пробаме и ние. Фала ти. Види, и да испаднам, тоа е тоа. Мислам, научивме доста од досегашните емисии, така да и школото е битно, не се само парите.
Дејан, Здраво. Рататуј на француски не сум правил сега, прв пат правам. А вака ми се свиѓа како рецепти, како текстура и како... како си задоволен? Па вака се концентрирав највише на сосот, пошто гледам дека нешто околу сосот малце обрнав повеќе внимание. Се надевам дека ќе биде вкусно на Ќе пробаме. изглед, вака доволно, мислам, количински не идев на големо, така да миниатурно, али вкусно, се надевам. Добро. Уживајте. Прв пат правиме некоја француско јадење со дистање на сос некој, каде што прво ставив доволно, па испари, па додадов. Од една страна треба да прашаш дали да додадам, па додаваш. Од друга страна, крајното влага во оцената. Вака естетски беше убаво смислено, мало, француски. На вкус не сум пробал да видам кај се вкусовите, никој не го кажа вкусот каков треба да биде. Сите бевме на мало, нешто миниатурно, француско, меѓутоа вкусот, да, добар е, сосот, одличен, нареден, некој триколора и знамето италијанско, моцарела фалеш. Или кромедот беше замисла моцарела, не знам, ама... Ја, у принцип, може би требаше малце другачија да го наредам визуелно на тањер, а на вкус, па вака окей беше. Емилија, Прв пат правам и јас рататуи, немам приготвувано, не сум јадела, не знаев, немав основа, не знаев по шо да се водам. Следев едноставно инструкции, решив овој пат да не експериментирам. И така, сум задоволна, можеби малце да си најдам мана, еве дека се попечени за разлика од другите, а можеби кога ќе видам и другите се тука некаде. Не знам, печењето беше исто, не... Да, исто, ама можно е да сум ги сакла вкус дали потенки пробав? или нешто. Доколку е добра на Вкус вкус? пробав, да. Нешто денеска имам проблем со солта. Се ми е пресолено, несолено, не знам. Ќе видиме тоа нава се станува. Не сум пробала, не сум готвела рататуи до сега. Немав некоја основа за што да се држам, например, во однос на вкус. Само визуелно го имав во главата, од анимираниот филм, но другото не знаев, немав нешто така опипливо за да ме води. И следев инструкции и добро излезе на крај. Задоволна. Александар, Значи, рататуи, прв пат го правам, ги следев инструкциите што ги дадоа шефовите пред готвењето. Класично гледав да не експериментирам, извадив 2 круга од целото тавче. Да, на вкус задоволен? мислам да, по мој вкус да. Сега ќе видиме. Пробаме. Благодарам. Фала ти. Реално, јас само од себе не сум задоволен. Најслаб бев во плейтингот. Таков ми беше распоредот. Мислев да пробам во прстен да го редам. Беше лошо наредено, знаев дека ќе се настане уште поголема хаварија во тањерот. И одлучив да извадам 2 прстена од кругот од тавата. И тоа е што е. Злата да пробуваме. Јас се да чекам. Ајде. Мало. Бутончик беше тоа? Пратете во Злато Струга,
Вратете го Филип. Кај него ми е страшно што нема фацијална експресија кога го јаде јадењето и кога ги пробува јадењето, не можеш да видиш дали е задоволен, дали е катастрофа, дали е лошо, дали е добро, дали е прекрасно. Си стои така и од таа страна ми е најстраф од него кога ја дава оценката. А доека кај Филип и како има, нели, дури гестикулации и станува и може и да фрли Макдонос, така да важи уште за судија кој што е најнепредвидлив. Не може да кажеме најстрог, меѓутоа најнепредвидлив. Ќе ставите неколку минути да се прегласаме, да одлучиме и ве бараме назад. Злате и Филип се едно, другиве што доаѓаат се друго. Они се за себе, овие се специализирани за нешто. Сега не можам да ги ставам кој е потежок во смисол на оценување или критика. Двајцата се професионалци во тоа што работат. Не знам, искрено за мене Филип е најстрог судија на свет. Па некако Злате како по-меке, така некако, јас барем лично го доживувам, тоа е моето видување. А јас би сакала да учам, ако веќе нели продолжам, што мислам дека би продолжила, од Злате, Филип, одлични се и би го ставила во комбинација со диета што не беше денеска Зочо, Зора. И тој исто одличен во неговиот свет, мислам дека еден од доста добрите. Ќе искоментираме накратко и на крај ќе ве соопштиме одлуката. Шефе, може да почнеш? Како што е редот, да, ќе почнеме од Данило. Данило презентација според мене солидна, имаше среќа со дабл флип што правеше. Се молевме сите да не се немаше друг начин. Се молевме сите да не се растури. На крај испадна добро. Можеби според мене малце преголема порцијата. Немаше потреба целото да се сервира како една порција, пошто сепак бараме една порција да се сервира. Али на крајот од денот презентацијата беше одлична. Нешто што не ми се допадна е употребата на морков во сосот. Да беше помалце морков, можеби ќе изиграше нека добра улога. Имаше малце поише стајано и повеќе не е како сос, него е поише како пире. Тоа од мене. Мене искрено ми се допадна делот со куркума. Уште кога ми побара, се замислив зошто. Знам дека сакаш да експериментира, знам дека сакаш Чега само на прашање, турмерик и куркума е исто? Исто. Искрено, не се вклопува во оваа порција. Даде сосема друга боја, кромедот веќе е жолт. На вкус малку влече куркумата и уште една работа за мене. Знам дека се сврти и дека ти испадна добро, тоа позитивно, но количински беше многу. За порција. Ако више правиш класичен рецепт, реално тука избегавај, ја исто би се испонашал бона. Сакам да експериментирам, тоа е убавината и укувањето. Нито ако више имаш за задача некој класик да правиш, придржувај се до тоа, чисто за да еве не направиш оваа грешка. Инаку презентацијата она коректна,
не ми смета толку реално морковот, меѓутоа пак ќе кажам, правиме класична рататуи. Као што кажа шеф Златко, више бојата се изгуби, а едно од основите на рататуи е да го има оној семафор момент. Баш и затоа и ги сецкаме, и ги редиме, и ги печеме заедно така зеленчуците, да го добиеме оној лисната тесто варијанта, онака што не го запазивте скоро никој тој момент, реално, за да бидеме блиску до класикот. На крај вкусот одлучува. Дел ме пофалија шефовите, дел си се управил нормално. Никако као да знаев, ше кога го видов во ред на јадењето. Дејан, мило ми е што се потруди да презентираш нека минималистичка верзија на сервирање на рататули. Колку тоа беше успешно, не сум баш најсигурен. Видов дека имаше некои мали проблеми со сосот, се изредуцира, па се додаде Па пак, се додаде, да. пак се изредуцира. Све на све, мислам дека можеше да се потрудиш околу презентацијата малце поише, на крај видов дека и малце притисок те стисни, иако имаше доволно време и ти кажав, имаш 6 минути, извади ги парчињата едно по едно, нареди ги, али добро, сосот можеше да отиде испод рататулите за да биде еден цел унифициран. После сватив што направив, јако ги наредив. Али добро, мило ми е што се потруди да има некоја барем минималистичка презентација. Јас само прашам зошто кога гледаш дека нешто не ти оди од рака, слободно побаре конкретна помош. Како сосот да го вратам во нормала? Тоа да видиш, немам го никаков- завршеше, ќе се вратеше во нормала. Контакт немаме никаков со вас, а вие убаво стоите на располагање, така. На крај кога ги стави пелатите му треба со секој уште малку е доматот пелатот сироп, треба уште малку да се искршка убаво да се хомогенизира сосот. И за сервирањето ги спомнам, можеш само центар, долу сос, горе зеленчук. А на вкус Во беше количината излеа го погодив, другото количински е се добро. потрудив ништо да направам. Промаше малку на сервис, реално. Беше брканица цело време и не знам зашто сите удривте акцент на сосот, а сосот е нешто што е бекграундот, на позадина на ова јадење. Баш оние колутиче, оние крупчиња од подпечен модар домат, кромиче, патлиџан, го прави ова јадење на аутентично и убаво. Баш ми е криво. Сите го ставите на страна, дури не ги користите ни помагалата, као мандолина, која што ќе го штедеше и време, ќе имавте време и за прередување, и за доволно печење. Значи користите ги тие работи, затоа се тие плюс во кујна онак. Мислам дека тука сите малку потврливте у тој момент. Сосот се осеќа дека ти е на две етапи правен, реално. Па да, као да фалеше, па ајше малце, па И па се осеќа на тањерот, чисто похрабро малку, нема тука што да малку ќе додам. Да, малце ќе додадеш, малце ќе направиш направиш, повеќе, па па секогаш баш кај у пракса, Како не секогаш ти- правиме малку повеќе, а не малку помалку. Направи си малце повеќе. Ако ти е многу, трни си на страна колку ти е вишок, искористи си тоа што ти треба. Ти направи помалце, Во ред додека да се се води фокусираш на економија у зеленчукот. кујна и тоа е исто многу битна работа, онака, за да биде успешна кујната, ама па се не можеме на све, поготово кога имаш презентација, страв. онда Страв. бидеш она даваш максимум што можеш да извадиш од себе, од намирници, од помагала низ кујна, значи идеш најдобро што можеш. додаде и сос, ја не прашав, ја мислев дека на прав пат додадов, па добро дојде како сос, меѓутоа зашто додаде сос ми вика на крај. Сега го гледам, ака. Добро. Ти одлучуваш што да ти кажам. Ме иритира ништо и во еден наврат исто го кажав. Значи изгледа треба, ама тоа треба да готнам изгледа многу за да се осмелам да го направам тоа, за да изгледа малце по количински
Сега идеме нешто на како за една порција сервираме за друга сервираното за друга проаѓа ова помало све е некоја граница на елиминација. Тука сум осетлив. Како да нешто мене ми фали или нешто друго фали, не знам. Емилија, многу ми е драго што видов дека беше доста организирана у смисол на приготвување на мизен плас, спремање, си направи убава припрема, све беше претходно исечкано, па го почна сосот. Ми се свигаше целата смиреност. Ти си кажа дека си паничиш во себе, ама ми се свигаше тоа што него покажуваше, не излезе на виделина и до крај си истраја смирено. Презентација според мене можеше подобро, меѓутоа можам да кажам дека е голем плюс со тоа што ето одлучи да земеш прстен, да се потрудиш да биде нешто поразлично, централно сервирано, можда фалеше малце да се потисне, да се искомпресира целото јадење за да изгледа поуниформирано, али сума сумарум цело кога ќе го видиш вака како јадење беше според мене добро приготвено. На сосот му фали малце карактер, али у принцип добра работа завршена. Јас би додал само кај сосот, можеш уште малку да го редуцираш, мислам и зеленчуците испушта своја вода, но докато ги поставиш теквицата на време, ја испушти водата, вишокот, после нема тоа да се деси за сервирањето. Плюс, можеше малку подобро, но за прв пат докато сервираш е коректно. На вкус фалеше малку карактер, но поминува. Све што требаше да правиш, од кога се одлучи за прстен, требаше само да не брзаш. И редењето да го направиш онака полека, натанане, слој по слој, убаво да даеш нека убава форма, не да се мучиш онака масата да ја навиеш унутра и тука сгреш, инаку е све коректно. Мислам за прв пат, за јадење што прв пат го готвите, што мислам, и тоа го зијаме у предвид, кој што влијае. Ама наредниот пат сигурен сум дека подобро сите ќе го направите. Мислам тоа е и поентата. Мислам дека само на крај сгреш. А имавте време, стварно имавте време реално. Не збрзање. Истата грешка има, али ај ќе стигнеме до Се бркаме со времето некако. Времето е многу битно реално у кујна, ама не можеш да дозволиш паниката, затоа што и да сгрешиш нешто, паниката нема да ти дозволи да поправиш грешката. Понекогаш грешката само ти ја знаеш. Ние кој ќе дое тањерот овде готов, не знаеме што се случило, никој не знае позади врата што се случило. Така да имајте ви тоа на ум, да си оставите простор, материјал, да може да изреагирате некад не ради ваша грешка, ќе се случи нешто, ќе се помести нешто. Благодарам. Инаку коректно се. Не сум дојдена да не сметам дека знам, мислам дека знам дека не знам многу работи. Свесна сум за тоа и сакам да се надградувам, сакам да учам. И си ги имам еве одбрано и луѓето од кои што сакам да учам. Александар. Од кај да почнеме, Александар, со тебе? У текот на сервис, малце хаотично. Сос малце поише од колку што треба. Во И во тавата и во тањерот. Да, и во тавата и во тањерот. И тоа играше многу голема улога во тоа како ќе изгледа самото јадење на тањер. Мислам дека за понатаму нешто на кое што мораш да се фокусираш и да работиш е тоа како ќе изгледа јадењето на тањер, затоа што на крајот од денот очите јадат прво. Ако е неуредно, ако е раскашавено, подсвесно ти се губи апетитот и не сакаш да јадеш. Да, после тоа навлегуваме во вкусовите, кои што беа сасвем коректни според мене. На сосот, да, му фалеше уште редукција, премногу сос, меѓутоа коректен вкус. Али понатаму, таму фокусира се на презентацијата на јадењето.
Мене на вкус ми се допадна. Фали што малку сол, но добро беше. На граница, и јас го пробав, мислам дека можеш уште со само малку сол, ама Да, добро беше. зачини ставав, не сакав преагресивно да биде, затоа што сепак, нели, Иако во тавата редоследот не ти беше наместен, мислам дека имаше шанса да се извадиш во сервирањето. Ама тоа не успеа да го пренесеш на тањер. Имаше време, можеш да користиш и некој калап исто прстен. земав и толе прстен, ама се одлучив да извадам, ми изгледа компактни и мислев 2 прстена на спан, дека ќе изгледа малку поубаво, ама Компактни беа, ама Да. не беа, редоследот не беше. редоследот не беше и заради тоа искочи после дека точно И тој сос што тоа си го ставил од страна, дополнително. Мислев да биде као оваква, ама има веќе сос, нема логика, реално Екстра. екстра, да. Екстра. Многу е битно, уште пред да почнете да го готвите јадењето, да си го замислиш тањирот. Он може да истрпи нека промена, онака, ама многу е битно да знаеш на крај од кај тргаш и кај сакаш да стигнеш. На крај више ќе почне времето да те гази, стигам, не стигам, и туку у таа паника, она топрва да носиш некакви си решенија, окей, со искуството више немаш никаков проблем, ама предпоставам тука ви дое паниката. Иако имавте време, Тука имавте имаше све, а на крај испадна. нафрлавте, и ти нафрла, и Емилија, а све е коректно добро она тера. Тоа е. Укусно е. Ќе коригираме. И само изгуби формата на рататујот. Инаку на вкус, сосем коректно, она вкусно. Благодарам. Рататуи, сервирање на стаклени нозе, реков вкусот ми изведил судиите, така да така и тргна се, целото така тргна, така да од процесот на редење почна и заврши така ужасно, како што почна. Дечки, ние дојдовме до одлука. Двајца од вас ќе одат понатаму, а со другите двајца се гледаме во елиминации. Во елиминации се гледаме со Данило и Дејан. Емилија и Александар поминувате понатаму. Со тоа што Александар те молам поработи многу на презентацијата. Многу. Данило, презентацијата ти беше одлична, меѓутоа кога се бара класичен рецепт, гледај да се задржиш до класичноста, затоа што ние тоа го бараме. Дејан, само помалку паника. Можеше да стигнеш до целта, меѓутоа, како што кажа колегата, на две-три етапи сосот го правеше и мислам дека тука многу утна. Поработи на тоа да одржаваш смиреност во текот на сервиси на приправа. затоа е една од побитните работи не само тука и кај нас во кујна, да го замислиме цел процес од почеток до крај во глава кај нас. Секогаш да бидеме 2 чекори напред. Да знаеме што ќе се деси, како ќе се деси, каде би сгрешиле, каде не би. Исто ова што го кажува шеф Златко, доаѓа и припремат. Значи, работам со овие состојки, пред мене се, ова треба да е вака сецкано, ова иде прво, ова иде второ, тоа ви помага многу, баш за таа паника ви помага многу, понатака и пола рецепту, изведба на истиот. Така да, мислете го тоа пред Само да почнете вкусот да ти го извади. Знам, Ништо друго. знам. Мислам, реален сум, јас сум си отворен секојаш. Сите имаа подобра презентација. Презентацијата на сите беше подобра, реално. Сите имаа подобра. И техничка подготвеност сите имаа подобра од тебе. Али сега влагате во 6, 8 најдобри. И Тоа е тоа. време е да се оди еден левел погоре. Не еден левел, 2-3 уствари. А со вас, дечки, се гледам и се надам дека ќе се искупите за експериментирањето. Милош си го пробаме нови креации. Да, види. Пробавме малце поразлични креации, така да ќе видиме што ќе направи во следната рунда, во елиминации, и се надевам дека ќе има уште нешто по-креативно и поинтересно да пробаме од вас. Па елиминации, трета мајка, вајда. Не знам, не се давам така лесно. Ако треба на трепки ќе стоиме.
се навикнав. Ми се готви. Истото што секогаш се случува кога идам во елиминации, тоа што експериментирам. А ја научив, ама некако посилно од мене, што да правам? И ми се готви, бе. Си готвам во елиминации, ќе се вадам. Нормално, вкусот на крај кажа дека сум за елиминации. Колеги, јас мислам дека пробавме интересни вкусови, добри креации, добри и на око. Дефинитивно. Мене ми беше многу забавно и возбудливо. Пробавме многу различни варијации, многу различни јадења, многу различни вкусови. Имавме доста притисок, доста огин во кујна. Да, некој од преводачите си го осетија притисокот на кујна, и што значи да се биде во кујна. И така да едно многу убаво искуство, преубаво. На крај одлуките беа тешки. Као и секогаш, кога мораш да пресечеш ентузијазмот голем кај сите. Се надевам, излезе некој добар шеф од цела оваа работа. На мене останува да ве поздравам, да одјаваме емисијата. Гледајте ме повторно, 180 степени на телевизија Телма.